Во новата 2024 година сите зачекоруваме со надежи дека истата ќе ни донесе здравје, среќа, благосостојба и ќе ни овозможи остварување на нашите планови и амбиции. А какви планови и амбиции за новата 2024 има прекрасната Бојана Скендеровски, ќе дознаеме во следниве минути, бидејќи денес утрото го започнуваме токму со неа. Бојана, добро утро и нека ти е среќна новата година. Добро утро, Ирена, нека е среќна, берикетна, со многу здравје за сите нас, да живееме во едно поубаво општество, во еден поубав свет и се надевам дека оваа година се она што ние успеавме лани да оствариме, ќе го оствариме. Така да, овој убав период во кој што сме обкружени со многу убави мисли, нели сите си посакуваме убави работи и би сакала во текот на целата година да го задржиме тоа расположение. Позади себе остави една година исполнета со многу активности. Пред се верувам и кај тебе и кај сите нас ќе остане запаметена по проектот Македонија во срцете носиме, во организација и реализација на Скендеровски продукција, но ајде да те навратиме сега на тие 12 месеци од 2023 и да ни кажеш по што всушност ќе ја паметиш и како ти измина годината. Многу брзо. Оваа година ми летна, веројатно, тоест минатата веќе, ми летна поради фактот што бев премногу окупирана со професионални задачи и навистина ќе ја паметам по тој убав проект. За мене е многу емотивен, затоа што бев од самиот почеток на создавањето на истиот и веројатно сите оние концерти кои што ги одржавме низ градовите, средбата со луѓето, делењето на енергија ќе останат во сеќавање на онака најсилно и највпечатливо. Убава година. Првата половина беше во подготовки за тој проект, а втората половина од годината беше во реализација на истиот. Дружење со моите колеги покажавме дека естрадата може да биде обединета кога зборуваме за македонска музика. Незаборавни моменти со нив, многу хумор, многу смеа, многу пеење, затоа што музиката не ја изведуваме само на сцена, ние и приватно уживаме во неа и навистина преубава година. Оваа година си посакувам дека можеби приближно ќе создадеме нешто такво, затоа што тој е уникатен и веројатно некои работи можеби не се повторуваат, но јас си посакувам да ми се случи повторно нешто такво. Ти беше ли напорна годината во однос на сите тие многубројни ангажмани, настапи, патувања низ Македонија, отсуство од дома со денови и со ноќи? Па беше напорно, но вредеше. Секој пат кога ќе се вратев дома од концерт, кога ќе се вратевме заедно со сопругот, децата беа заспани, не дочека, нели досна се враќавме. Чувствував понекогаш мала грижа на совест, леле, не сум дома, не можам да бидам со нив во тој период, но откако ќе го видев каков е ефектот од самиот проект кај луѓето и колку се среќни тие што сме таму, мислам дека сите жртви вредат. Ние жените мора да правиме компромис помеѓу семејството, работата и нашиот приватен живот. И во тие моменти на слабост, кога ќе помислев дека можеби не сум доволно дома, кога ќе го видев производот и ефектот, сваќав дека вреди. И секој пат си ветував, односно се трудев во тие слободни моменти да бидам што повеќе со децата, да им надохнадам. Кои се луѓето што ти ја разубавија 2023 година? Дали истата ти донесе некои нови соработки, нови пријателства, нови професионални врски? Да, многу луѓе запознав во 2023 година, многу обични, нормални луѓе и многу специјални, да не речам, луѓе од мојата професија. Има многу луѓе кои што, еве да не набројувам, но навистина многу нови луѓе со кои што потенцијални соработки правиме за оваа следна година. Не знам, најверојатно публиката е таа која што ќе ја паметам. Ние пејачите, кога ќе застанеме на сцена и кога можеме да им ја делиме таа енергија која што ја носиме, а тие реагираат на тоа и ве гушкаат, ве бакнуваат и се сликаат и ви се заблагодаруваат што го правите тоа што го правите, е моменти за кои што сите живееме ќе ги паметам.
На приватен план, пошто ќе паметиш 2023 година, имаше ли доволно време за некое патување, некоја убава авантура која што ти ја означи годината? Па на приватен план, освен тоа што нашата прва ќерка тргна во училиште и Ѓорги си расте како што треба, дека се живи и здрави, патувањата оваа година приватно немаше многу простор да ги изреализираме. Оваа година наредна си посакувам да имаме некој фамилиарно патување малку подалечно и се надевам дека ќе го оствариме. Да сме живи и здрави, Ирена, и луѓето што ги сакаме беа во 2023 со нас да останат и во наредниот период. Така да тоа некако ќе го паметам на приватен план. Да, тоа е најубавата жилба која што веројатно секој од нас си ја посакува на луѓето кои што ни се блиски, кои што ги сакаме и почитуваме. Како ги доживувате во вашето семејство новогодишните празници и како во домот на Скендеровски се дочекуваат новогодишните, божикните празници, сите овие убави моменти што ни ги носи овој период од годината? Топла атмосфера. Процесот на китење, на украсување на домот е еден посебен процес за нас и традиционален. И навистина сакаме да се потрудиме да биде, штета што не сте во нашиот дом, ајде можеби следна година ќе се договориме. Секој се мисли на секој деталче и самиот факт што децата се со нас, па најмногу заради нив. Традиционално за Бадник сме дома и за Божик, традиционално готвам кога сум слободна и поминува во убава, топла атмосфера, претпоставам како и во сечи дом. Овие празници се создадени да нас плотат. Овие се празници каде што домашната атмосфера треба да го има приматот. Не можеме да ги славиме во кафеани. Тука ние треба да се покажеме и како домакинки. Секоја година сум се подобра и подобра во тој дел. Често ги користам рецептите на баба ми, иако порано си велам зошто повеќе не ја слушав и не ги запишував, тогаш ми беше смешно, неинтересно, досадно, а сега сакам да се потсетам и да ги правам истите работи што ги правела таа и мојата мајка. Така да, убава атмосфера. Ја сакам зимата, го сакам овој период. Имаме и камин кој што го палиме традиционално во овој период и убава фамилиарна атмосфера. Колку што е декември приполн со обврски за сите што работат професија како твојата, толку па јануари носи можност да се ужива во удобноста на домот со најблиските и да се ужива во вкусната храна која што ја спомена. Дали ти како сите останати имаш проблем со покачување на килограмите за време на празниците или пак можеби си нашла некоја магична формула како да успееш да им одолееш на сите тие вкусни македонски традиционални специјалитети и јадења што се задолжителни на празничната трпеза? Па, морам да признам дека за време на овие денови јас си дозволувам малку повеќе, затоа што едноставно не можам да останам имуна, ниту пак карактер, да не пробам од тоа што се спрема за овој период. Иако, да речеме, периодот пред Нова година правам некоја посериозна рестрикција, за да си го дозволам следниот период. Пробувам се, јадам буквално се од тоа што е во тој период најактуелно, но после Нова година, односно после Василица, после Стара Нова година, се ставам на сериозна диета и тука балансирам некако. Значи, сепак има волшебна формула, умереност и така. Да. Ако може да се нарече волшебна, нема некоја посебна формула, само внимавање на тоа што се внесува, затоа што навистина не сум од тие срекници кои што може да си дозволат се, а при тоа да не накачуваат килограми и затоа морам да внимавам во тој дел. Бојане, а сакаш ли зимата како период од годината или не си зимски тип? Не сакам. Иако честопати слушаме не сакаме ладно, нека дојде лето. Јас ја сакам зимата затоа што има посебна магија. Да, ладно е, но само во тој период може да носиме капоти, во тој период може да запалиме дома камин, во тој период може да јадеме убави јадења кои што не се јадат во зима. Во тој период е убаво, бело, магично и тоа е краток период. Навистина во Скопје веќе и во Македонија генерално ги немаме тие сериозните зими од времето. Така да јас ја сакам зимата. Секое годишно време има
посебна магија. Ги сакаш ли утрата? Дали си утрински тип? Дали тоа е период од денот кога наоѓаш време за самата себе, на мир да го испиеш утринското кафе, или напротив ти почнува денот со некоја динамика кога мора да ги завршува сите домашни, семејни и професионални обврски? Па имам еден половина час откако ќе станам до моментот кога треба да ја однесам ќерка ми на училиште. Во тој половина час навистина уживам со исклучено радио, телефон и така натаму и го пијам првото утринско кафе, а од кога ќе помине тој половина час веќе влегува ритмот на денот и да, сум утрински, станав утрински човек поради фамилиарните обврски, инаку воопшто не бев. За ова 2024 година, уште во претходната, се најавуваше и пролетно издание, пролетен караван на Македонија во срце те носиме, кој што со нетрпение, верувам, го очекуваат во сите градови каде што не се одржаа концерти. А што уште на музички план можеме да очекуваме од тебе во новата година? Дали е на повидок нова песна, нов спот? Да, веќе ја спремам мојата следна нова песна, поради фактот што овој проект беше толку актуелен, немаше простор за промовирање на нешто мое лично ново, авторско. Имам една нова интересна соработка која што сакам да ја најавам, тоа е мојата нова песна која што ја напиша специјално за мене Александар Тарабунов, мојот драг колега. Тоа е еден голем потенцијал во композиторската фела. Тој го напиша и текстот и музиката за мојата нова песна која што се вика Лажни светови, и се надевам дека во тој еден вакуум простор февруари-март, пред да започне вториот дел од турнијата на Македонија во срцете носиме, ќе можам да ја испромовирам оваа една убава балада, баш онака балада емотивна. Македонија во срцете носиме продолжува во 2024 година. Ќе посетиме неколку градови кои што не успеавме да ги посетиме во летно-есенскиот караван. Секаде каде што не побара нашите драги луѓе, секаде се трудиме да пристигнеме, така да ќе се дружиме повторно на плоштадите, само да ни се разубави времето. Бојана, јас ќе ти посакам во име на екипата на телевизија Алфа да ти се остварат сите планови, желби и амбиции во ова нова 2024 година, да те гледаме што почесто, убава, насмеана, да зрачиш на сцената како и досега и да уживаме во твојата убава музика. Ирена, ти благодарам што сум дел од ова убава атмосфера. Исто јас би сакала да им се заблагодарам на телевизија Алфа што секогаш ја поддржуваат македонската музика, а на нашите драги гледачи да им посакам многу здравје во оваа нова 2024, многу повеќе љубов од минатата и многу позитивна енергија, затоа што тоа е најважно. Сите материјални нешта можеме да ги создадеме ако ги имаме овие работи. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна,